она кое што следно ќе ви го најавиме, ќе биде едно одлично доживување и уживање за секој од вас кој што ќе сака да биде присутен. А инаку станува збор за Маалски фестивал, кој што ќе се случува на 4, 5 и 6 ноември. 4 е денеска, што значи денеска почетокот, па се до недела една огромна програма, бидејќи станува збор за мултимедијален и инклузивен колаж од збитнувања кои што ќе понуди уметниците и публиката заеднички да учествуваат во создавање на една неповторлива и автентична маалско фестивалска приказна. Значи за доброто на сите оние кои што се во склоп на својата маала, конкретно ќе зборуваме за повеќе локации во Скопско де Бармал, и оние кои што ќе сакаат да бидат дел од оваа програма од овој фестивал, ќе имаме можност денеска во следните минути да ја кажеме оваа многубројна програма со голем број настапи. На оваа тема денеска зборувам со Ѓорги Јовановиќ и Ѓорги Пулевски од културно-социјалниот простор Јадро. Ќе позборуваме подоцна и за Јадро, што представува, што е во склоп на овој простор, но да се задржиме најпрво на она што е наша денешна тема. Го ставаме акцентот, се разбира, на Маалскиот фестивал кој што започнува денеска. Добре ни дојдовте. Добре најдовме, благодарам на поканата. Од каде ќе почнеме, Ѓорѓе, со оглед на тоа што рековме дека навистина и може да се види на ивентот кој што го имате на Facebook поставено дека има голем број настапи, си е тоа така едно по друго. Организацијата е тука навистина добра, затоа што се работи за голем број уметници и сите оние кои што ќе настапуваат, кои што ќе се дел од ова. Да. Да, прилично густа програма, но некако и нашиот центар ни сите овие години на постоење некако имаше навистина интензивна програма и некако се трудевме сета онаа работа што имаме во центарот да ја пресликаме и во програмата, што подразбира дека се представуваат содржини од најразлични уметнички дисциплини. И тие се мешаат секој ден. Дали се работи за танцов перформанс, како што ќе имаме на отварањето денеска, поетски читања, промоции на книги, концерти, работилници, еден сегмент кој е за нас особено битен како центар и за тоа можеме исто така да позборуваме. Шетања, тури низ де Бармало, кои овој пат поради временската прогноза ќе ги скомбинираме, нема да бидат како што можеби планиравме сите да се случуваат околу де Бармало, но ќе го имаме утре во 12 часот Иван Антоновски со неговата тура за Горан Стефановски и де Бармало, тоа е фокусот. Исто така, подоцна во Јадро неколку жители сегашни и поранешни де Бармало ќе раскажат своји лични приказни или некои интересни приказни врзани со малото. Да, вечерва на отварањето започнуваме практично со еден танцов перформанс таму на истото место каде што ќе биде утрешната тура за Горан, Кругчето или Јас и ти, Карши Наджак, младата екипа од танцовото студио Битрикс за уличен танц, ќе го започнат својот перформанс таму и ќе ги водат посетителите во Јадро, каде што ќе продолжи програмата со неколку настани. Ќе има настап на два хора. Едниот е хорот на пензионерите Серенада, тоа е една интересна приказна, како дојдовме до соработка со нив, бидејќи во самиот центар ние го делиме просторот со клубот на пензионери од тој дел на малото и тие таму пробува, па така некако природно. А подоцна оди еден друг настан Версус, а Ѓорги може да каже повеќе бидејќи тоа е негова специјалност, хип-хопот. Ќе ни каже и Ѓорги, јас веќе замолам да се пуштате инсертите бидејќи ни пративте инсерти со кои што можеме некако да го доловиме и ова што го зборуваме, а за програмата и за тоа што ќе се случува таму, се разбира треба присутност и верувам дека ќе биде тоа во голем број бидејќи заслужува една ваква организација голема посетеност. Повеле и Ѓорги. Моите можеби потесни интереси се музиката и филмот и токму во фестивалот се присликуваат тие интереси и мојот инпут во фестивалот.
би ги истакнал, да, како што напомена мојот колега Ѓорге, музичкиот настан, старошколски версус или старошколска битка, преведена на македонски попрецизно. Тоа е еден концепт кој го започнав пред 2 години, во каде што групи или продуценти пуштаат музика еден по друг. И на тој начин може би да се виде различниот начин на продукција, различниот начин на римување и така публиката може да ги осети како прогресирала и трансгресирала нивната кариера, нивните квалитети, нивниот талент. Тоа е еден концепт кој започна во Америка по пандемијата, па решивме инспирирани од тоа да го пресликаме тука. Мислам дека во Македонија не се правел. Се разбира, тоа нема таквиот настан нема некој оценувачки карактер, тоа е повеќе како славење на талентите и на творештвото на самите артисти. Ќе настапат легендарните Чиста околина и една малце можеби подзаборавена група Уличен ритам, кој исто во 90-тите била еден стожер на како треба да изгледа македонскиот хип-хоп тогаш, и од таа група се исто инспирирани многу луѓе. Потоа во сабота исто организираме ревија на кратки македонски филмови во соработка со фестивалот на кратки филмови Dream Short од Струга. Тоа и како што каже Ѓорге, поентата да се привлекуваат луѓе, организации кои прилично можеби не се секој застапени во етерот, или овој аудиториум, ова публика од Скопје можеби немало шанса да патува во Струга на фестивалот, па ние сакаме да му дадеме простор на тие добри таленти, добри организации кои работат тука во центарот, затоа што нашата мисија е токму тоа. Луѓе кои конвенционално можеби не се наизвикани, не добиваат простор по, да речем, поголемите институции, Центар Јадро да му даде шанса и да биде отворена за таквиот тип на соработка. Значи во сабота, утре, имаме, како што реков, промоција на кратки македонски филмови, но исто имаме и филмови кои ги правевме во соработка со заедницата. Ние ова година, заедно со режисерката Марија Џиџева, започнавме работилница за родители и деца. Аматерска филмска работилница во каде што родителите заедно со децата ги студираме на еден креативен начин, во една симбиоза каде што и родителот и детето треба да се влога на режисери, во режисери и да креираат нешто заедничко, и потоа заедно со нашата помош ќе продуцираат едно клипче. Мене лично би било многу мило со мојот родител да имам некоја таква меморија каде што заедно нешто се препираме, пак ќе кажам, креативно, и имаме едно клипче заедно. Во првата работилница што правевме почетокот на годината, темата беше можеби односот со миленичињата. Втората работилница беше ручек, како заедно готват и како заедно се снимаат, што да сготват, како да сготват. И тие кратки клипчиња од по 5 минути, имаме мислам од прилика 6 или 7 клипчиња, 6-7 аматерски филмови на родителите и децата, ќе ги проектираме прво, па потоа ќе одат овие кратки македонски филмови. Да, за организација на Малски фестивал веројатно има повод, и имате вие ваша приказна во позадина која што допридонесе да имаме еден ваков Малски фестивал, но еве ако би можела јас да додадам или што би било мојата претпоставка, вие ќе си кажете во продолжение, некако како во последно време или во последно подолго време се загубија тие малски дружби. Многу причини постојат зошто се случуваше тоа, да не ја спомнуваме короната како единствена причина. Можеби и уште претходно некако се изречија тие малски дружења, дали поради намалување на просторот во малата, дали можеби по различниот начин или темпо на живот кој што го имаме, па дури и од мали нозе. Децата порано многу повеќе се дружеа во малата, сега некако и тоа изостанува. И да се направи еден ваков малски фестивал првенствено е добро затоа што ги собира пак сите на едно место, особено затоа што има и богата програма, пак ќе сакаат жителите нешто да видат. Но збирањето на едно место е одличен повод за тоа. Да. Како да ви кажам, значи апсолутно се сложувам со се што кажавте, и практично работата на центарот во целина оди во насока да ја вклучи таа заедница тоа мало. Се надевам дека ни сите програми што ќе ги организираме од денес па до недела ќе побудиме интерес кај некои што можеби не знаеле за центарот. Има доста што
што доаѓаат, се отворени за соработка и тоа нас особено не радува. Ние ќе ги вклучиме и во други неколку работилници. Значи, ова е една од работилниците каде што луѓето од малото ќе можат да учествуваат или ќе можат да учествуваат. Има работилница за изработка на инструменти. Ако не послужи времето, сите учесници ќе направат едно музичко дефиле низ малото. Ќе има изработка на детски костими, тоа е во недела. Ќе има изработка на урбана опрема, нешто што мислам дека може да прерасне во навистина убава традиција, каде што луѓе од различни генерации ќе изработуваат најразноразни предмети, од клупи, кукички за кучиња и мачиња, птици и некои други работи кои заедно со Никола Писарев, која води работилницата, ќе ги изработат во договор, дели, според потребите што ги имаат. И јас се надам дека преку овој фестивал ќе успееме да се некако ги придвижиме во насока работите за повторно враќање на малскиот живот. Да видиме. Колку што ќе може или во каква форма и да може во денешно време поради сите овие работи или фактори кои што влијаат на сите тоа, но добро е ако ова организирање на Малски фестивал продолжи понатаму, да ако ништо друго сакаме, да може и во тие денови да се собира малото. Овој пат е на повеќе локации во Скопско де Бармало, претпоставам дека ако продолжите идејата понатака можеби ќе се расшири во останатите мала, така? Секако може да се ако се зголемите и како тим. Да. Па за да може нели работата да се подели бидејќи не е мала работа. Ангажман за голем број уметници, кажавме на кој начин и во што се ќе бидат тие вклучени, каква беше нивната реакција за да бидат дел од еден ваков малски фестивал, особено заради тоа што тука гостите или присутните нема да бидат само публика што ќе гледа, туку ќе бидат и учесници, бидејќи работилниците се составен дел од програмата. Да, една од нашите водички идеи е тоа да ние оставиме простор за да има автономна креација на уметноста. Така да ние во овие повеќе од 2 години функционирање, нашиот однос кон уметниците и кон публиката е да се анимираат и тие самите да инспирираат со тоа што ќе учествуваат и ќе креираат. Така што секогаш кога ние сме канеле луѓе, секогаш соработката одела многу лесно, многу добро, затоа што ние ги стимулираме и ги оставаме да творат како што тие мислат, а не ние да диригираме тоа што треба да се прави. Да. За крај само ќе кажеме каде подетално гледачите, граѓаните ќе може да се информираат за програмата. Знам дека имате ивент на Facebook, дали го има истото и на вашата веб страна и кој е начинот? Да, го има на нашата Facebook и веб страна, веќе е излезено по доста портали. Еве сега сме на телевизија. Сега сте ке нас. Така што мислам дека сме добро покриени, постираме редовно и на Инстаграм, така мислам дека на повеќе начини може да се информира. Може само да ги кажеме за публиката, значи нашиот вебсайт е centarjadro.mk, на Facebook сме КСП Центар Јадро и на Инстаграм сме Центар Јадро. Нашето време за разговор измина. Јас верувам дека ќе се видиме во следна прилика каде ќе позборуваме и за останатите активности на Јадро, кој што е културно-социјален простор и рековме дека ако имаме, но за жал сега немаме време да подјасниме за останатата работа на Јадро како дел од асоциацијата, но тоа ќе биде пак повод за ваше следно дајање. Очекуваме наредна покана. Ќе имате и други активности, не само овој, но Малскиот фестивал е за поздрав, една богата програма како што можевме да слушнеме, верувам на задоволство на сите граѓани, особено на оние кои што се во таа населба или во тоа мало, конкретно во Де Бармало, но отворена е поканата за сите да се забавуваме овој викенд. Благодарам за гостувањето. Фала ви многу. Благодарам.